тоа што се случи вчера, значи на Комисијата на одбрана и безбедност, значи требаше да се протурка закон, кој што буквално ќе беше закон со најголеми олеснувања за добивање на државјанство во Европа. Значи беа исфрлени работи како многу сумнителни работи, како на пример тој член кај што треба да се даде заклетва за лојалност према државата е исфрлен. Значи исфрлен е делот каде што ако да речеме апликантот Министерството за внатрешни да речеме одлучи дека апликантот ја загрозува безбедноста и загрозување на одбраната и безбедноста на државата и тој дел е исфрлен. Да не кажам, тоа е еден конфузен текст кај што они интервенирале во над 30 таму члена, понатаму тие 10 амандмани комисијски кои што сакаат да ги предложат, па сега интервенираат на тие интервенции и тоа е една какофонија од текст, тоа не е ни предлог закон за кој што и самиот председател на комисијата, меѓу другото претходно изјави дека тоа законско решение е невозможно да се донесе. Нивниот главен аргумент апсолутно не држи за луѓе кои што тука живеат 20-30 години, као тие луѓе ги исполнуваат сите услови, а не може да добијат државјанство. Ако е така, тогаш не се работи за законски проблем, значи законот е добар, се работи за институционален проблем. Значи треба во институциите, значи процедурално има некој проблем зашто тие луѓе ги исполнуваат условите, а не може да добијат државјанство. Така да овој закон се договори позади затворени врати помеѓу две партии, тоест коалицијата Алијанса Алтернатива и СДСМ. Збориме за ваков суштински закон, за ваков системски закон и такво нешто и подуцена практично на партија со 12 пратеници и такво нешто е веќе недозволиво. Значи од овој момент левица влегува во еден вид на војна со најштетните политики кои што ќе ги носи оваа влада. Значи ние из овие два закони нашите основни барања се овие закони подитно да се повлечат, да се вклучи експертската јавност и да има обавезно јавна расправа, значи за секој системски закон да има јавна расправа и да се носи консензуално. Да се носи консензуално, а не со еден или двајца политички партнери кои што ќе се договараат позади затворени врати. Значи урбаната мафија, им застануваме на патот на урбаната мафија, етно-трибализацијата кој што го цепи ово општество на племиња, значи ние не можеме еден народ да станеме заради политиките, посебно на албанските партии, и против приватизацијата која што ни се најавува, каде што ние буквално имаме продавање на земјата, значи не продаваме земја, туку земјата ја продаваме, мислам, ако ме разбирате што сакам да кажам, така да тоа е накратко, ако имате некои прашања. Да, Крмов, зошто доколку сте веќе против овој закон за државјанство, зошто не поднесовте како за овој закон за урбанистичко планирање 1200 или 2000 амандмани за да го блокирате? Мислам, дали можете со она филибастеринг метода како вчера што ја демонстрирате да го блокирате самиот закон со оглед на тоа? Ако ја знаете историјата на таа институционална аланка, што е филибастерот, таа не е од сега, таа имате уште од стариот Рим, кога Като помладиот го има блокирано Цезар, например, кога сакал да донесе некоја таму неговата аграрна реформа. Значи, оригиналниот филибастер е вие да земете збор и да не прекинете со зборење. Тоа е оригиналниот филибастер. Овој филибастеринг тука што се случува со амандмани е повеќе институционален, кој што, да речеме, ова современото време го дозволува, иначе оригиналниот е тој. И сега, мислам, не знам, не ја гледам разликата што одбравме таму да не поднесеме амандмани, ама да блокираме со зборење. Така да тоа е едно те исто, зависи од ситуацијата, ние ќе донесеме суд, така да. Јас би сакал да ве прашам, добро, ево 11 години како новинари, и со другата колешка и со другите колеги што следиме ова собрание, секогаш има блокади или најголемите проблеми се случуваат кога се доведува во прашање етничките работи. Така и во овој случај гледаме дека во законот за државјанство етнички се тераат работиве и гледаме една нова сила, нова политичка партија која што сака да се покаже поголема патриотска дури од ВМРО и од СДСМ и од сите други политички партии. Колегата добро ве прашува, зошто порано не почнавте постапки за
овој закон за државјанство да го блокирате или да го подобрувате, туку наоѓате сега причини и да покажете дека ево како политичка партија ништо ново не може да се почека од вас. Како прво? Не, немам завршено, ве молам, јас ве слушав. Значи како политичка партија сакате да дојдете до граѓаните, до вашите гласачи преку националистички потези и преку политики кои што според мене лично се погрешни, бидејќи државата и граѓаните ја носат назад и ги разделуваат повеќе, а не ги зближуваат за да одиме кон Европска унија, ако и вас тоа ви е целта. Вака, значи, пак ја кажам, овој закон нема врска со резидентното население во државата. Апсолутно нема врска, не може Алијанс Алтернативи излегуваат и зборат за луѓе што 30 години живеат тука, а сакаат престојот од 8 години да го намалат на 4. Која е тука логиката? Сакаат да изфрлат заклетва према државата и лојалност према државата. Каде? И тоа ли е проблем? Ме сваќате? Значи, ако сте го погледнале, пак ја кажам, они имат интервенирано преку 30 члена на толку еден конфузен начин, се сврлени работи кои што се стандард во цела Европа и во цел свет. Тој дел што го спомна со безбедноста, значи МВР да може да оцени ако некои луѓе ја загрозуваат одбраната безбедноста на државата да не добијат државенство, го има во сите европски држави. Имате компаративна анализа од парламентарен институт, може да видите таму се Хрватска, Словенија, Австрија и Германија, секаде го има тој член. И сега они сакаат тука да го избришат. Значи, вака, животот и така е тука доволно тежок и со државјанство, така да и да сме го имале тој проблем со, да речеме, резидентни албанци тука, кои што немале државјанство во 90-те, сега апсолутно го немаме. Тие луѓе си имаат иселено. Целта на овој закон е население кое што не живеело тука или кое што се задржало тука да може на најолеснет начин во Европа да добие државјанство. И сега нешто околу национализмот. За каков национализам бевме увинети ние од Алијанс Алтернатива, тука збориме за партија што мафташе со знамето на Голема Албанија на избори. Со знамето на Голема Албанија на избори. Го поддржа протестот за Монструм, каде што на луѓе не им беше дозволено на македонски да се обратат, каде што се скандираше етничка Албанија, етничка Албанија, етничка Албанија. Ние ли сме националистите? Левиот патриотизам и АСНОМ се вградени у кредото на левица. Вие може да ги отворите нашите основачки документи и тоа ќе го видите. Ако асномците, ако партизаните биле националисти и фашисти, тогаш и ние сме националисти и фашисти. Ја така би одговорил на вашето. Добро, тие неколку вино... И само на кратко, сега вие не ме прекинувате, околу процедурата, пак ја кажам, ја не ја гледам тука разликата. Сега, значи ние имаме повеќе начини да закочиме ултраштетни закони, сега сме за едниот закон сме одбрале една процедура, за другиот сме одбрале друга процедура, значи ја не гледам тука некоја разлика или не гледам проблем околу тоа прашање. Ево за овој закон со амандмани, за некој следен можеби пак со зборење, не знам, ние сме двајца пратеници, за разлика од другите партии што имат над 10 таму и некои имат по 3-40, значи ние сме институционално многу повеќе ограничени. Така да ние си ги мериме силите, тогаш одбираме стратешки каде, на кој начин да действуваме и не мора секаде исто да действуваме, ја не разбирам, така да. Добро, стварно, не ме го сваѓате лично ова, туку стварно, уште што повеќе се обидувате да ме убедувате во спротивното што... Вие се обидувате да ме убедите, како новинар би требало да сте неутрални да известувате, не да изразувате став. Тие работи што ги кажавте со знамења, со Голема Албанија, друго, баш тоа не сме го виделе и не сакам да бидам авокат на некоја политичка партија. Ако не сте го видели, идете на YouTube ќе го видите. Воред, но друго, едно прашање за друга тема, ако нема некој од колегите. Кога зборуваме за да ја браниме државата, нацијата, граѓаните тука, ево денеска во политички систем помина, можеби ќе поминува еден закон кој што е за матична евиденција, каде што го уништува општеството според мене, пак викам според мене лично, каде што секој која сака може да оди да го смени полот без да докаже дека има правна интервенција и така натаму. Дали овие закони се проблем за вас и дали ќе интервенирате исто така и во овој закон? Закон што не се веќе во етнички едно друго, тука се за цело општество. Вака, Во секој случај, јас тој закон го немам разгледано, пак ќе кажам, ние сме само двајца пратеници, јас, например, јас и Димитар, сите области, сите општествени области ги делиме на два, ја, например, одговарам за здравство, за економија, што не ми се области, така да, еве, например, не знам, го немам разгледано тој закон, го разгледаме, ќе изразиме став, ама кажа колешката дека веќе е полично. И еве исто краток коментар, значи само треба да идете на страната на левици, ќе видите дека над 95% од темите кои што
ние ги третираме, немаат врска со националните прашања. Се со економија и со социјал. Еве ја ви тврдам, на секој 10% за кој што се работи за урбана мафија, се работи за проблемот на земјоделците, проблемот на работниците со работнички права. Ние додека беше ковид кризата помогнавме над 15.000 работници, водевме спорови на наша сметка. Ама тоа некако паѓа во сенка во општество во кое што 20, да не речем 30 години се води само етничката политика е ставена на пиедестал и затоа е тој впечаток. Иначе, еве ја ви гарантирам, на секој 10% социјални едно имате национално. Тоа ја ви го гарантирам. Слободно. Бидејќи од тоа што го видов на сајтот на Собрание, не можам да разберам кои се сега клучните измени кои што се договорени измеѓу владата и Алијанса за албанците, што ќе се смени у предлогот кој што претходно они го поднесува. Па тоа никој во суштина не го знае, можеби само они. Значи, ни треба еден вид на прочистен текст. Значи, вие го имате оригиналниот текст на Законот за државенство, па тие имате интервенирано со 25-30 измени у членови таму, и тоа, пак ја кажам, на доста конфузен начин. И сега на тие измени, они интервенираат со 10 комисиски амандмани, кои што не ги слушнавме само еден, и сега треба да ги вклопите сите тие 30, 40, 50 измени заедно со оригиналниот закон, сето тоа да го испеглате. Значи, тоа е скоро невозможно да се значи, отприлика, знаеме отприлика што треба, ама не знаеме точно, затоа пак ќе повторам и другото, и самиот председател на комисијата рече, ова решение треба да се повлече, да се изготви нов закон, предлог, па макар и по нивниот договор меѓу СДСМ и Алијанса алтернатива, и тоа да се пушти и да имаме црно на бело. Вака, јас, значи, ќе треба да седнам дома и го земам прочистениот закон, ги земам првите нивни предлози, после ги земам вторите нивни предлози и треба да склопам 30-40 работи на едно место, тоа е хаос. Така да не знаеме точно што, од прилика знаеме само. Друго некој прашање? Ова го кажувам. Преска кажувате дека колку е опасен законот и кој наведов некои работи. Да, кој Ајде кажете се па. Да, наведе некои работи, а сега викаш и ние точно не знаеме. Тука се гледа дека тука се сомневам дека сте искрени во тоа што го правите. Значи не може да ме вадите од контекст, значи колешката убаво кажа целиот закон. Целиот закон ви кажав скоро невозможно, што треба да ги дадете тие 3 документи на правници и они да ви ги средат, да ги извадат тие членови, да ги префрлат, да ги презапишат и така натаму. Иначе ја ви ги изводив едни од најпроблематичните работи. Ова сепак е пресконференција, не можам тука 20 минути нели да објаснувам. Утре ќе имам и интервју, нема проблем, ќе зборам и 20 минути за законот. Така да ме разбирате што ви зборам, значи ја можам тука и 20 поенти да ви кажам, они се 50, ние од прилика најпроблематичните работи ги знаеме, дел од нив ја спомнав и како да ви кажам, не е поентата, не може вие заедно да зборите, да предлагате друго. Зборите за луѓе што 30 години не може да добијат државенство, а сакате луѓе да добијат со 4 години државенство. Зборите за човекови права, сакате да сврдите лојално со државата. Зборите за не знам, сега изгубив и мисла, да се извинувам. Како ја толкува таа одредба во законот кој што се воведува со овие амандмани, значи за лице кои живееле до 8 септември 1991, значи по автоматизам, по некој автоматизам да им се додели државенството. Како може тоа да се... И тој процес е завршен. Вчера Димитар имаше едно подолго. Како може тоа да се докаже, нели, кој живеел до 8 септември, а кој живеел после 8 септември, не знам како. Па прво имаше да се докаже со тројца сведоци, само со тројца сведоци, и тоа од сите републики или територии од бивша СФРЈ, значи да речеме еден човек од Словенија, еден човек од Косово, еден човек од Србија подпишуваат документ и некој човек од Хрватска добива државенство. И толку беше работата. Сега е направено со некои документи, колку што видов со здравствена книжка, со училична книжка, некои документи као за доказ за престој на територија. Ама тоа тоа државенство што треба да се добие со сукцесија, значи тоа кој што се добие после распадот на СФРЈ, тоа веќе е завршено, 30 години помина. Значи ние, кажи сам и Димитар самиот кажа, значи 4 или 5 имавме на времето 90-тите години законски решенија кои што го третираат тој проблем. И сега повторно одеднаш, после 30 години ние бараме, се враќаме назад на луѓе кои што нели наводно живееле тука за време на СФРЈ, ама сега не може да добијат државенство. А тој проблем е решен одамна. Ви благодарам.